Колегата Матковски беше несомнено најподготвениот, најсестраниот и најдобриот османист и ориенталист што го имавме во Македонија. Подготвен во повеќе центри на Балканот и пошироко, со владењето на повеќе јазици, со трудолюбивоста, систематичноста и сериозниот подход, Матковски создаде опус што навистина импонира не само сега, но тоа ќе остане дело што веројатно ќе биде пример за сите идни османисти. Покрај истражувањето на Македонија во турскиот период, љубопитниот Матковски остави истражувања и од други области. Него го интересираше просто се. Неговата докторска дисертација за Ѓурчин Кокалевски беше првата докторска дисертација за не само за Кокалевски, туку и воопшто за таа проблематика во тој дел од Македонија. Исто така, неговата книга во 2 изданија Грбовите на Македонија се уникално дело што првпат пред нашата јавност аргументирано, документирано со изворна документација ја представи хералдиката во Македонија од 16 век навам. Неговите трудови не само за евреите, туку и за земјотресот, и воопшто беше човек што одеше по Македонија со отворени очи во минатото. Неговата книга за Дервиш Царе, за исламизираниот македонец, тоа е прво публикување на монографската обработка за тоа востание на Дервиш Царе во Западна Македонија, па и не само во Македонија. Воопшто земено, Александар Матковски беше османист што остави не само длабока трага, туку и трудови што доправа треба да се појавуваат. Академик Александар Матковски е прв доктор по историски науки во Македонија. По предлог на научниот совет на Институтот за национална историја, во 1986 година е избран за дописен член на Македонската академија на науките и уметностите, а од 1991 година е нејзин редовен член. Како вработен, а подоцна и научен советник во Институтот за национална историја, повеќе од 30 години, академик Александар Матковски упорно трагал по документи и автентични извори за историјата на Македонија во архиви и библиотеки во Истанбул, Париз, Ленинград, Москва, Вашингтон, Софија, Атина и во други големи научни центри во светот. Александар Матковски е роден 1922 година во Крушево, а дел од младоста поминал во Гостивар. Во годините на Втората светска војна бил на робија како политички затвореник. Во затворот пишувал стихови и започнал да ги изучува францускиот, англискиот и рускиот јазик. Потоа заминал во партизани, а по демобилизацијата завршил учителска школа во Скопје. Образованието го продолжил на Педагошката академија во Белград. Студиите ги завршил во Скопје, каде во 1951 година дипломирал на катедрата за историја на Филозофскиот факултет. Како резултат на неговите научни истражувања од историјата на Македонија, во 1957 година на Загребското свеучилиште ја одбранил докторската дисертација за Ѓурчин Кокалевски, како типичен представник на трговско-сточарската буржуазија во Македонија. Своето образование го дополнил со уште една факултетска диплома.
На Филолошкиот факултет во Белград ги завршил студиите по ориенталистика. Преку 3-годишен специјалистички престој на универзитетите во Истанбул, Каиро и Багдад ги усовршил старотурскиот, арапскиот и персискиот јазик. Познавањето на овие јазици, како и на англискиот, францускиот, германскиот и рускиот јазик, му овозможиле од прва рака да стекне сознание за македонската историја од турскиот период. Со фанатична упорност, стрпливост и плодотворност, Матковски расветли еден дел од македонското минато и состојбите на Балканот во подолг временски период. Како врвен научник, турколог и османист, ги осветли страниците на македонската историја од долгиот турски период од 14 до 19 век. Со неисцрпна енергија за нови историски сознанија и систематичност, тој оствари импресивна продукција од преку 300 научни трудови. Меѓу повеќето монографии и студии за турскиот период во Македонија се издвојуваат трудовите: Крепосништвото во Македонија за време на турското владење, Диетот, крвнината во Македонија и на Балканскиот полуостров, Канони и фермани со 72 кануна и 73 фермани за Скопскиот и Солунскиот Санџак, кои за прв пат се објавени во Македонија и во станието на Дервиш Царе. Академик Александар Матковски осветлил многу настани и процеси за време на османлиското владење во Македонија во трудовите: Исламизацијата во Деварскиот крај, односите меѓу Охридската архиепископија и османлиската држава, миграциите село-град од 16 до 19 век во Македонија, Крушево и други. Втората истражувачка преокупација на академик Матковски се патеписците и нивните записи за Македонија од доаѓањето на турците во Македонија до Првата светска војна. Овој обемен, 12-томен и содржински богат труд со наслов Македонија во делата на странските патеписци од 1371 до 1918 година досега е делумно објавен. Ракописите на Александар Матковски се уште стрпливо чекаат да се појават во јавноста. Грбовите на Македонија е прва наша хералдичка монографија со приказ на грбовите на Македонија од 16 до 20 век. Неговите книги се преведени на повеќе светски јазици: англиски, француски, руски, германски, арапски и хеврејски. Кога се зборува за академикот Александар Матковски, не може да се нема предвид едно негово навистина и уникално и капитално дело. Тоа се подготвените 12 томови странските патеписци за Македонија. Пишувањето на странските патеписци досега кај нас не беше така систематски истражувано, а Матковски успеа, додека беше жив, да објави 4 томови, 4 обемни томови од овој опус, а исто така и 2 тома за странските патеписци за Балканот. Покрај овие, Матковски објави и цела низа посебни трудови од помал обем, но и неколку стотици студии расфрлани по македонската научна периодика и во зборниците, а исто така и на многу јазици во странство.
Кога зборуваме за академик Александар Матковски, најнапред морам да го изразам мојот личен пиетет према него, како историчар и книжевник, пиетет кој го ужива во сите членови на малобројната еврејска заедница во Република Македонија. Сите знаеме дека македонските евреи доживеа еден холокауст во кој е уништено 96% од еврејството во Македонија, кој еврејство не поникнува ни од пред 100 години, ни од пред 200 години, него, како што вели Александар Матковски, од повеќе од преку 2500 години. Историјата на евреите во Македонија. Како што опишува и во воведниот дел на самата книга, Дубнов, Симеон Дубнов, еден историчар за општа еврејска историја, вели дека најпразниот простор на неговите знаења е Балканот, а можеме да замислиме колку е тоа мало знаење по однос на Македонија. Александар Матковски, со своето капитално дело, ни укажува од кога еврејството е присутно во Македонија, се до трагичниот крај на еврејството во Македонија, опфаќа ги сите можни аспекти на битување на еврејскиот народ. Значи, да се повторам, од античкиот период, од првите показатели на доваѓање на еврејството, од првите археолошки истражувања во Стоби и синагогата во Стоби, опфаќа го еврејството во географскиот поим на Македонија, јужниот дел на Македонија, вардерскиот и источниот дел, се до средновековието, а најнапред би рекол и до Костур, Охрид, во 9, 10 и 11 век као големи еврејски центри, преку Турската империја, све до холокаустот на македонското еврејство и до новата историја на еврејската заедница. Верувајте, Александар Матковски е буквар на нашите млади генерации, да знаеме она што сме, каде сме, а посебно неговиот труд е уште поголем затоа што архивите на еврејските општини и заедници на просторот на Република Македонија за време на холокаустот беа тотално уништени. Неговиот труд завзема едно од поголемите делови на битувањето на еврејството во Македонија. Би сакала за него да зборувам и доста сум зборувала, мислам и во разни прилики, со пријатели. Секогаш за него зборувам и многу често го спомнувам. Секогаш во позитивна смисла се разбира, не затоа што ми е сопруг, него на вистина извонреден човек, вреден, работлив, трудолюбив, крајно трудолюбив. И секогаш велел дека работата му е и пред семејството дури, дека повеќе ја сака работата него се друго. Своите трудови што ги пишуваше се плод на негови патувања, бројни патувања низ светот, посетувал доста вака светски библиотеки, од познати библиотеки, Париз, Лондон, Берлин, па во Рим, па во Милано бил во Полска, во Чешка, мислам сите балкански земји, Турција, Грција. Можам да кажам дека во некои од тие земји одел патувал сам, во некои дури и заедно сме патувале. И заедно сме ги вршали тие истражувања, доста сум му помогнала, особено неговите истражувања во Вашингтон, во Америка, 84-85 година. Инаку имаше таа привилегија да
биде добитник на Фулбрайтовата стипендија. И година дена ние престојувавме во Вашингтон, таму ги направи најголемите истражувања. Он веќе имал направено истражување за својот еден монументален труд, кој што се уште има ракописи необјавени, нали, од тој труд, а тоа е трудот Македонија во делот на странските патописци. Трудот Грбовите на Македонија е исто така резултат на негово едно патување во Босна, бидејќи најверојатно читал некој, дали тоа некое списание или пак некоја книга, не знам, најверојатно од овие негови истражувања, доаѓа до сознание дека во некој манастир близу Фоча се наоѓа грбовник, во кој што поред многуте грбови се наоѓа македонскиот грб. И едноставно одлучува да оди и да го пронајде тој грб, да го сними, да го донесе и да седне и да пишува, нали, за македонскиот грб. Резултат, се разбира, на тоа негово патување е и книгата Грбовите на Македонија. Пишувал и други книги, најверојатно повеќето од јавните личности знаат за евреите, значи историја на евреите во Македонија, пишувал за отпорот во Македонија, има пишувано за исто така од истражувањата во Америка, поред патописите што се напишани за Македонија во делата на странските патописци, исто така излегоа 2 тома Балканот во делата на странските патописци. Воопшто, Матковски беше вистинскиот ориенталист, вистинскиот османист во Македонија. Со 2 факултетски дипломи и 2 доктората, Александар Матковски израсна во научник од светски ранг. Во својата скромност, академик Матковски сметал дека само ги подотворил страниците на македонската историја за понатамошни проучувања.